Националното станува јавно. Скандалозен предлог закон за јавен интерес во културата кој го загрозува македонскиот идентитет. Културните работници реагираат дека спорниот закон кој првично беше повлечен од собрание, власта повторно се обидува да го протурка. Законот предвидува да се избриже терминот национален интерес во културата и да се замени со јавен интерес, што удира врз идентитетот. Бришењето на националниот интерес во културата и заменувањето со јавен интерес не ја деградира само културата, ги деградира сите чинители, значи, во културата и ја намалува и целокупната вредност како на Министерството за култура, кое што и така и на институциите и на професионалците, а самото министерство како предлагач всушност има најголемата улога за афирмација и промоција на националните културни интереси. Македонскиот идентитет веќе 5 години е под сериозна закана, тоа уште еднаш се гледа и во ваквото предлог законско решение, реагираат културните работници. Најспорно во законот според нив е членот 5, кој меѓу другото предвидува и забрана за дискриминација по основ на државјанство, што во превод би значело прилагодување кон преспанскиот или договорот за добрососедство. Ние тука како дискриминација ќе сметаме ако една театарска представа утре е во спротивност со преспанскиот или со договорот со Бугарија, ќе биде забранета, нема треба да се прикажува. Или филмовите, или еден збор државјанство, ние имаме воведување на цензура и во самиот предлог закон за јавен интерес. Дополнително, доколку законот биде донесен во ваква форма, се загрозува еднината на дипломците во секторот култура, поради законот кој предвидува дека и со други државјанства ќе може да се вработуваат во државните културни институции. Се отвора пазарот веќе и за неконкурентност на нашите завршени кадри во областа на културата. Не знам дали прочитавте дека се отвара прашањето дека и со други државјанства луѓе ќе може да се вработуваат во секторот култура. До сега се бараше државјанство да поседуваат оние кои ќе се вработат во државните институции од културата. Предлог законското решение беше повлечено по илјадниците амандмани од опозицијата. Потоа беше формирана работна група која треба да работи на унапредување на предлог текстот во насока на имплементација на забелешките.